Тодор Александров во времето на убиството и пред убиството на Ѓорче Петров е член на Централниот комитет на ВМРО. Ѓорче Петров во тоа време станува легален и е службеник во бугарската влада на Александар Стамболиски, председател на комисијата за бегалци. Но што е неспорно, и Тодор Александров и Ѓорче Петров се двајцата најголеми авторитети во тој временски период во македонското револуционерно движење. Ѓорче Петров постојано му го оспорувал легитимитетот на Тодор Александров во Централниот комитет на ВМРО. Тодор Александров го напаѓал Ѓорче Петров за други работи, за кои што тие двајцата се наоѓале во непријателски односи. Но му препорачувам на гледачот да ја погледне фотографијата на која што се заедно, меѓу другото сликани Тодор Александров, Андреј Љапчев, Ѓорче Петров, Симеон Радев. Тоа покажува дека тие двајцата контактирале. Да, убиството на Ѓорче Петров е еден од најтрагичните моменти во македонското револуционерно движење, затоа што со неговото загинување ВМРО и македонското револуционерно движење изгуби еден од најискусните револуционери во тој временски период. Меѓутоа Тодор Александров секаде одрекува дека наредил ликвидација на Ѓорче Петров. Атентаторот на Ѓорче Петров е познат, турчин по националност Реджеп, кој што ВМРО потоа веднаш го ликвидирал. Не постои ни еден документ. Тодор Александров такво писмо за Ѓорче Петров нема потпишано. Тој цело време негира дека се потпишал од смртна пресуда врз Ѓорче Петров, а да, во досегашната историографија најчесто беше тврдењето дека токму Тодор Александров го наредил убиството на Ѓорче Петров. Но нема историски документ за тоа.